Дневник на телеканал А1, добре дојдовте. Еве кои настани го одбележа денешниот ден на југоистокот од Македонија. Православната екумена се подготвува за најголемиот христијански празник Воскресение Христово Великден. Денеска е Велики четврток, еден од деновите во така наречената страдална недела, која е последна од Великденскиот пост. Бугарин фатен со околу 150 килограми марихуана на Богородица. Полицијата детално го истражува случајот. На шеталиштето во Стар Дојран се постави дактилна патека за полесно движење на слепите лица. Со неа треба да се обезбеди поголема интеграција на овие лица во општествениот живот. Започнуваме со дневникот. Православната екумена се подготвува за најголемиот христијански празник Воскресение Христово Великден. Денеска е Велики четврток, еден од деновите во така наречената страдална недела, која е последна од Великденскиот пост. На Велики четврток се слави и се спомнува во црквата, си спомнуваме за Христос како им ги мие нозете на апостолите, со тоа покажувајќи смирение, како и нешто треба да им правим на своите ближни. Потоа Христос се извршува тајната вечера и тука се востановува светата тајна Евхаристија или причест, што всушност представува суштината на црковниот живот, бидејќи без Евхаристија и без литургија не може да постои црква. Такво христијанство е непознато во историјата на христијанството, на преданието. После тоа Христос оди на судење и бива бичуван, мачен, тепан, капшикуван. Христос Бог во своите созданија. На Велики петок во богослужбите се празнува Христовата смрт и Христовото погребение. И тоа најпрво Христовото, Петровото одрекување од Господ Исус Христос. Кога зборуваме за Петровото одрекување, кој што Господ му прорекол дека 3 пати ќе се одрече од него, тоа навистина се случило. Петар 3 пати, кога бил Христос мачен и тепан, он се плашел за неговиот живот, 3 пати се одрекол од својот Спасител, кој што воскреснува луѓе, кој што ветил во вечен живот, но Петар сепак на крајот дека горко заплаче, а тој е заплакал за своите гревови, за разлика од Јуда, кој што направил голем грев, но го извршил она најстрашното, а тоа е се самоубил, бидејќи во Јуда постоела голема гордост. Затоа покајанието во овие денови, покајанието на апостол Петар да не биде пример како ние треба да се покаеме. По повод големиот христијански празник Великден, Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Струмица организираше хуманитарна акција со донирање на играчки за учениците од посебното основно училиште Свети Климент Охридски од општина Ново село. Денес сме овде за великденскиот хепенинг на овие дечиња. Се дружевме заедно со нив. Тие бојадосува великденски јајца. Им подаривме детски играчки, чоколадни изненадувања и ја постигнавме целта поради која дојдовме, а тоа е да предизвикаме насмевки на нивните лица, а топлина во нашите срца за овие празници. Сакам да се заблагодарам на Унија на жени од Струмица, бидејќи ни го разубавија денот денеска и ни подарија играчки и други работи кои што нели предонесува за дечињата да бидат повесели во нашето училиште. Воедно сакам да им честитам на сите верници христијанскиот празник Великден со многу среќа и здраве за сите. А пред Домот на културата Јане Сандански во Ново село традиционално на денешен ден, Велики четврток, се организираше великденски хепеник. Штандовите беа полни со убавите детски изработени изработки од вредните раце на учениците од основното училиште Мануш Турновски. Чест на големиот христијански празник Велики четврток, дечењата сите се дојдени со тоа што нивните мајки ги имаат уште во раните утрински часови бојосано првите 3 јајца. Ние како училиште го имаме планирано во годишната програма според наставниот план и програма. Наставниците заедно со своите ученици секоја година во своите училишта, во матичните,
го вршеа тој чин фарбање на великденски јајца. Во соработка со општина Ново село, градоначалникот, со нашите стручни активи, се договоривме годинава овој хепенинг да го изведеме на посвечен начин. Еве во активноста беа вклучени околу 200 дечиња. Јајцата беа обезбедени од училиштето и тие се понесуа од своите домови, со бои, со наставници, се вклучија во активност. Да се договоривме, значи, хепенингот да има хуманитарен, средствата нема да бидат наменети за некои загрозени семејства, тие од деца за деца. Значи, средствата кои ќе бидат соберени, ќе ги искористиме за купување на некои нагледни средства, за подобрување во секојдневната реализација на настава. На граничниот премин Богородица при детална контрола на камион Сканија со бугарска национална ознака управувано од лице од Бугарија од страна на царински службеници откриена е непозната растителна материја, околу 300 парчиња од по половина килограм. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Царинските службеници на граничниот премин Богородица на македонско-грчката граница вчера запленили 144 килограми марихуана, која е била сокриена во приколка од товарно возило, соопшти денеска Царинската управа. Како што информираат од таму, камионот со странски регистарски таблички, управуван од бугарски државјанин, бил пријавен за излез од земјава. Царинците го селектирале за детална контрола откако се посомневале во тврдењата на возачот дека приколката е празна. При контрола на возилото, царинските службеници забележале дека страничните штици од приколката биле наполнети со наркотична дрога марихуана. Вкупното количество на запленетата марихуана е 144 килограми, стои во соопштението од Царинската управа. Од царината велат дека предистражната постапка за случајот е се уште во тек и дека се прибираат докази, а против осомнечениот е поднесена кривична пријава за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори. 19.363 граѓани од Гевгелија ќе можат на 37 избирачки места да го остварат своето право на глас на референдумот кој ќе се одржи на 23 април, на кој ќе треба да одлучат дали се за или против отворање на рудник за злато кај селото Конско во подножјето на планината Кожув. Со одлука на Советот на општина Гевгелија распишан е референдум на локално ниво, на кој гевгеличани на 23 април ќе треба да се изјаснат дали се за или против да се отвори рудник за злато во околината на селото Конско. Општинската изборна комисија и избирачките одбори ќе го спроведуваат референдумот на кој право на глас имаат 19.363 граѓани кои ќе гласаат на 37 избирачки места. Избирачот кој не е во можност да гласа на гласачко место, немојно или волно лице, а сака да гласа, треба да ја извести кој најдоса 7 дена пред денот определен за гласање 16 април 2017 до 24 часот. Избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување мерка притвор, куќен притвор, а кои сакаат да гласаат преку овластен полномошник, ќе ја известат тој најдоса 3 дена пред денот на гласање до 20 април 2017 година до 24 часот. Болните и немокни лица и лицата во затвор ќе гласаат ден претходно на 22 април 2017 година, а гласањето ќе се одржи на 23 април 2017 година и ќе трае од 7 до 19 часот. 5 дена пред одржување на референдумот, заинтересираните организации и лица за наблюдување треба да достават барања до Општинската изборна комисија, на кои ќе им бидат издадени беџови во рок од 3 дена. Ден пред одржување на референдумот, Општинската изборна комисија ќе го предаде изборниот материјал на избирачките одбори. Во рамките на проектот на Министерството за труд и социјална политика на шеталиштето во Стар Дојран се постави дактилна патека за полесно движење на слепите лица. Со неа треба да се обезбеди поголема интеграција на овие лица во општествениот живот. Шеталиштето во Стар Дојран однеодамна доби нова содржина. По патеката покрај езерото во изминатиот месец поставена е дактилна патека за полесно движење на слепите лица. Станува збор за релјефна патека во бела боја со испакнати делови и влапнатини, кои ќе им помогнат на слепите лица полесно да се движат со стапот како нивно помагало.
Ваква патека првпат се гради во општина Дојран, а според локалните власти наменски е лоцирана на шеталиштето покрај езерото, со цел да обезбеди непречено движење на слепите лица во текот на летната сезона и за време на викендите кога бројот на посетители на ова туристичко место е зголемен. Изградбата на вакви патеки е владен проект кој беше најавен уште пред 3 години, со распишување на тендер за фирма која ќе ги постави, а вредноста на проектот беше проценета на 2 милиони денари, односно околу 32.000 евра. Дактилните патеки секаде каде што се поставени се изработени од рапава гумена површина и служат за олеснето движење на слепите лица, но и за подигнување на свесноста на целото општество за нивните потреби. Целта е значително да се олесни движењето по фреквентните места во Скопје, а и во другите градови низ Македонија, во зависност од тоа каде има простор и потреба за нивно поставување. Со овој проект, според надлежните, на слепите ќе им се овозможи полесно да ги завршат своите обврски, да добијат посоодветен пристап до јавните институции и поголема интеграција во општествениот живот. Досега вакви патеки се поставија и во Скопје за прв пат покрај тротоарите на булеварот Партизански одреди од автобуската спроти Градежниот факултет, па се до Сојузот на слепи лица зад универзалната сала, а потоа и на други две локации во центарот на главниот град. Според ресорното министерство, во земјава има околу 2000 слепи лица, од кои 600 живеат во Скопје. Освен во Дојран, Министерството за труд и социјална политика инвестира во изградба на дактилни патеки за полесно движење на слепите лица и во градовите Битола и Охрид. Пред великденска акција на вработените од рудникот Бучим. Попладнево тие само иницијативно ја чистеа девата депонија на едно од паркинг местата на магистралниот пат Штип-Радовиш. Пред великденска еколошка акција на вработените од рудникот Бучим. Во деновите кога треба да се шири благосостојбата и љубовта, различни групи одлучуваат да се помогне онаму каде што потребите се најголеми. Настрана од традиционалните хуманитарни акции кои се организираат деновиве и помошта на социјално ранливите категории граѓани, дел од нив преку своите професионални определби се одлучуваат да го направат овој свет и поздраво место за живење. Вработените од Бучим денес само иницијативно, а со дозвола од своите предпоставени, решиле да излезат на магистралниот пат Радовиш-Штип во близина на рудникот и да го исчистат сметот на едно од поголемите места за одмор на патот. Како што велат, оваа акција е со цел најпрво да се отстрани оваа диво создадена депонија, а потоа и да се упати апел до граѓаните да станат посвесни во зачувувањето на животната средина. Одлучи пред големиот великденски празник да направи една акција најдобронамерно, значи со своите вработени да излеземе на терен, да го очистиме отпадот кој е оставен тука од граѓаните и представува една дива депонија. Кога поминуваме покрај патот, сите ја гледаме, се надеваме дека после ова чистење нашата иницијатива ќе бидат посвесни граѓаните и нема да фрлат повеќе отпад на оваа локација. Поддршка на раководството наше беше ни одобрено, излеговме и ќе реализираме акцијата. Кои патуваат, кои застануваат, кои користат паркинг просторот, нивната свест е толку како што гледаме, застануваат и отпадот го оставаат овде на лице место и остава една лоша слика за сите нас. Учесниците во денешната акција велат дека и во иднина би се вклучиле во вакви доброволни акции. Меѓутоа, граѓаните треба да бидат посвесни кога станува збор за локации надвор од урбаните градски средини. Сигурно да се надеваме дека свеста ќе се подигне малку и дека нема да има толку отпад во иднина и ќе бидеме секогаш кога ќе треба овде. Гледаме дека потребата овде ствара потреба од некакви садови за собирање на овој комунален отпад, но обврската е на други институции. Магистралниот пат М6 Штип-Радовиш-Струмица представува главна врска во овој регион. Тука секојдневно минуваат голем број возила, а има само неколку места со намена за паркинг одмор простор. Денешното, кое доби нов лик од вработените во Бучим, е едно од поголемите во овој дел, а воедно и простор кој е централно место за движење низ градовите на југоистокот од Македонија. Крупните странски инвестиции на југоистокот, освен што ќе обезбедат голем број на вработување, исто така ќе придонесат за подобрување на локалната економија. Според Слободан Тодоровски, советник за странски директни инвестиции, една од најголемите инвестиции на југоистокот е инвестицијата на Euromax Resources. Според него се очекува рудникот Иловица Штука на годишно ниво да произведува 95.000 унци злато и 16.000 тони бакар. Би сакал да напоменам дека во југоисточниот регион донесени се повеќе крупни компании од автомобилска индустрија и од областа на рударство.
Да започнеме прво со компанијата Adria Citing, која по успешно реализираниот проект во Штип и каде моментално вработуваат околу 1900 вработени лица, во тек завршување, односно во тек се заврши работи околу завршувањето на фабрика во Тирс, зоната во Струмица. Фабриката се гради на површина од околу 13.000 метри квадратни. Вредноста на инвестицијата е некаде околу 20 милиони евра и бројот на вработени изнесува околу 1500. Важно е да се напомене дека во оваа фаза се врши инсталирање на машини и на опрема, што значи дека компанијата би почнала да работи во Струмица некаде во јуни месец оваа година. Исто така, за потребите на оваа компанија веќе работат 750 вработени лица во Браунфилд производна хала во Струмица, што значи дека во текот на наредниот период до крајот на оваа година ќе бидат извршени дополнителни 400 вработувања и исто толку во текот на наредната година. Втората инвестиција која исто така многу значајна за овој регион се работи за канадската компанија Euromax Resources, дека се работи за најголема инвестиција во овој регион во вредност од околу 500 милиони долари и исто така оваа инвестиција ќе обезбеди околу 400 вработувања. Лично производство, значи околу некаде 95.000 унци злато и околу 16.000 тони бакар. Генерално, сите овие инвестиции во југоисточниот регион ќе придонесат на поголем и побрз економски развој на регионот, ќе обезбедат поголем број на директни вработувања, возголемена соработка со домашни компании, ќе обезбедат исто така индиректни вработувања, ќе се пренесат нови технологии и практики, трансфер на знаења. Исто така ќе се креира поквалификувана работна сила, ќе се зголеми извозот, понатаму ќе се подобри инфраструктурата и ќе се исто така постојат можности за зголемување на соработката со техничките училишта и со факултетите во југоисточниот регион како извор на потенцијален кадар за овие фабрики. Вековната традиција за манифестацијата Ѓура Мара продолжува и оваа година ќе се одржи на третиот ден од Великден во Миравци, општина Гевгелија. Еве што најавија организаторите во гостувањето на Утрински пулс ова утро. Ѓура Мара е веќе традиција која се одржува не со години, него со векови. Таа е една од најстарите традиција во Македонија, а можам да кажем и на Балканот. Препознатлива по својот уникатен карактер и која се базира на настан кој се случил токму во Миравци и на третиот ден од Великден. Гости годинава, секоја година веќе и да не бидеме досадни на гледачите, за ова традиција, голем дел од нив им е јасна и позната, биле во Миравци, изворно се запознале и од година во година таа е се помасовно посетена. Годинава гости на учесници на манифестацијата се покрај друштва од Македонија, домаќинот танец од Миравци, потоа кут браќа Минкови од Куклиш Струмица и кут Кирил и Методи од Иловица, општина Босилово. И гости од надвор од Република Македонија, не се културно-етничко друштво пријатели од Јабланица, Босна и Херцеговина, кои на ова наша традиција да дојдат по втор пат. Што е ново оваа година во организацијата на Ѓура Мара 2017? Па новитети посебно нема, освен во програмата. Значи годинава програмата на Ѓура Мара е проширена, значи освен во вторник традиционално кој се одржува, програма ќе имаме и во понеделник со заеднички концерт на нашите гости од Босна и Херцеговина, каде што ќе настапат на солидната драмска секција и таа вечер покрај на најмладите
играорци од танец. Учество ќе земат и драмската секција при Средното општинско училиште Јосиф Јосифски од Гевгелија и драмската секција од Основното училиште Климент Охридски од Меравци. Македонските граѓани синоќа масовно се приклучија кон протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и упатија пораки за зачувување на унитарноста на државата и отфрлање на тиранската платформа. Во Струмица присутните со едноминутно молчење одадоа почит на убиените пред 5 години во случајот Смилковско езеро. И гевгеличани во голем број излегоа на мирен протест на кој побараа отфрлање на тиранската платформа со која, како што рекоа, се разнебитува државата. Во Радовиш повикаа деновите кои следуваат да се поминат со семејството во мир, спокој и љубов, но со Македонија во мислите. Протестни маршеви нема да има до вторник. Еве дел од атмосферата и пораките од синоќа. Маските со големи се веќе. Нема кај да бегаат и од тука таа нервоза кај нив. Готови се. Готови се. Така е. Готови се. Готови. Маските не паднаа само кај нас во Македонија. Од овде почнаа да паѓаат и во Албанија, и во Косово, и во Србија. И тоа започна и ќе се води до крај. Следува свет кој ќе оди во друг правец, ќе се развива. Истото се случува и во Америка и таму истите инсталации роварат и прават проблеми. Долго време инвестирале во луѓе, институции на чело кои зборуваат и од име на ЕУ и од име на САД. И затоа кај нас како народ се ствара таа антипатичност кон одредени институции. Затоа што ги поврзавме со тие луѓе и самите тие институции. Познавајќи дека целта му е само да се спаси собствената кожа и за не оди в затвор е принуден да прифати се на штета и на неговата партија и на членството на СДС и на целокупниот македонски народ. Затоа сме овде да не му дозволиме да направи такво катастрофално решение кој не сме ниту да помисли, а камоли насилно да сака да спроведе и направи влада. Почитувани македонци, на денешен ден пред точно 5 години беше извршен масакар врз 5 млади лица од македонска националност. Точно на овој ден пред големиот христијански празник Великден. Да се надеваме дека никогаш повеќе нема да има ваков крвав чин со цел да се заплаши македонскиот народ. Затоа ќе ве замолам да им одадеме почит со едноминутно молчење. Браќа и сестри, и повторно сме овде. И повторно македонскиот народ е на улицата. Повторно помина понеделник и повторно не ја видовме владата. Од овде, од Гевгелија му порачуваме на председателот на Социјалдемократскиот сојуз, господинот Зоран Заев. Не заслужува за господин. Тоа име не постои. Секоја генерација македонци има своја борба. Нашите прадедовци ја имаа борбата во првиот Илинден. Борбата против Отоманската империја. Нашите дедовци го имаа вториот Илинден и борбата против окупаторот. Не се откажаа и не дозволија да ни ја делат Македонија и да ни ја одземат. Нашите татковци ја имаа несреќата да го прогласат третиот Илинден и да ја ослободат Македонија од тогашната Југословенска федерација. На нашата генерација и останува четвртиот Илинден. Илинден во кој или ќе ја сочуваме Македонија која ни ја дадоа нашите дедовци, прадедовци и татковци, или ќе ја изгубиме заедно со господинот Зоран Заев. Али и Зоран Заев на денешен ден ќе ја проведе Република Македонија за 10 албански пратеника. Ние тоа нема да му го дозволиме. Пред 5 години некои клети душмани ни го одзедаа великденскиот мир. Да се надеваме дека Господ Бог го воскреснал својот дух и над Македонија, ја пуштил својата рака над својата омилена земја, над својата исконска земја и ја пази и не дозволува никој да си поиграва со неа. Веруваме дека Господ Бог го просветлил и Зоран Заев и нема да му дозволи да ни ги расипе великденските празници. Нема да му дозволи да направи црн Великден на Република Македонија.
уште еднаш за крај да ви ги честитам великденските празници од името на иницијативата за заедничка Македонија, да ви посакам пријатни празнувања во духот на семејството, во духот на своите фамилии, да се чувствуваме добро, меѓутоа во мислите секогаш да бидеме со Република Македонија. И за крај овој дневник вестите од светот и регионот. Да ги проследиме. Русија стави вето на предлог резолуцијата во Советот за безбедност на Обединетите нации со која се осудува употребата на хемиско оружје во Сирија и побара брза истрага. Ова е 8ми пат Русија да вложува вето во Советот за безбедност како заштита на својот сојузник. Кина која стави вето на 6 резолуции за Сирија, овој пат се воздржа од гласање заедно со Етиопија и Казахстан. Освен Русија, против гласаше и Боливија. Шефот на британската дипломатија Борис Џонсон во врска со руското вето оцени дека Русија избрала погрешна страна. Албанската Централна изборна комисија денеска соопшти дека за учество на парламентарните избори во Албанија закажани на 18 јуни кандидатури поднеле 45 политички субјекти. Како што и најави на изборите нема да учествуваат партиите од здружената опозиција, предводени од демократите на Љузин Баша. Како што јави дописникот на МИА, меѓу регистрираните партии за учество на изборите е единствената партија на македонците во Албанија, Македонската алијанса за европска интеграција. Сателитските снимки покажуваат дека полигонот за нуклеарни проби во Северна Кореја е подготвен и во него е забележана раздвиженост. На синокешните снимки е забележано ново активирање во административната зона, кај северната порта и луѓе кои се движат околу командниот центар на полигонот Панџери. Јужнокорејските војни представници цитирани од агенцијата Јонхап наведуваат дека не забележуваат никакви невообичаени знаци. Панџери е подземен објект каде севернокорејскиот режим од 2009 година изведува нуклеарни проби. Активирањето на местото беше забележано во септември, кратко време пред Северна Кореја да ја изврши петтата успешна нуклеарна проба. Мерките за безбедност во трите официјални коптски православни храмови во грчката престолнина Атина се зајакнати по двата напади кои се случија минатата недела во Египет, објави денеска електронското издание на Екатемерини. Се прецизира дека полицијата во Атина врши редовни патроли пред коптските цркви во главниот град со цел гарантирање на безбедноста и редот. Врвот беше на цветници кога самоубиствени бомбаши извршија напади во Александрија и Тантал, а како резултат на овие терористички напади загинаа 44 лица. Одговорност за нападите ја презеде блискоисточната радикална група Исламска држава. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Уживајте во престојните великденски празници и бидете со телеканал А1. Во текот на наредните денови ќе вршиме директни преноси од богослужбите и чествувањето на Великден од целиот југоисток. Телеканал А1 постои за вас. Пријатно.